Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав во студиото на Радио Глас на надежта, односно Адвентистичко радио Глас на надежта. Денеска ќе бидеме повторно заедно на ова наша фреквенција, односно на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта и на Facebook страната Адвентистичко радио Глас на надежта. Емисијата ја нарековме или ја насловивме Извор на надеж. Навистина, надежта е таа која, што рекол некој, последна умира. Надежта ни е потребна и во нашиот духовен раст. Како што се молиме, учиме и растеме духовно, се повеќе ја разбираме Божјата добра волја и неговата верност, што не охрабрува да продолжиме да се бориме за подобро утро. Надежта е многу повеќе, почитувани гледачи, од само позитивен став. Тоа е длабока, би рекол, духовна сила која ни овозможува да останеме издржливи и верни дори кога изгледа дека е се изгубено. Надежта е во срцето, би рекол, на секој човечки борец, а се чини дека и во тие најтешки моменти тоа е најпотребно. Често се прашуваме како да ја одржиме надежта кога изгледа дека сите патишта се затворени. Како да ја одржиме? Како да се одржиме на тоа ниво, би рекол, да не пропаднеме? Доколку и ти се соочуваш со некој тежок период или само сакаш да разговараш на оваа тема, слободно пишете ни, почитувани гледачи, на нашиот мејл, а ние ќе во догледно време ќе ви одговориме на вашите прашања. Значи, пишете од доменот на религијата, ако нешто ве тишти, ве измачува, еве, ние ќе понудиме одговор колку што можеме. Значи, пишете ни слободно, кога е во прашање, вашите проблеми, вашите искушенија и потреби. Ќе се молиме секако за вас. Би сакал сега да поминам накратко ни содржината, пред да ја слушнеме молитвата Татко наш. Значи, ќе имаме избрани духовни песни, потоа имаме и тема за денеска посинети со вера. Тоа е нашата, значи имавме во минатата емисија овој наслов, сега ќе имаме сигурност на патот на Отецот. Тоа е темата која денеска ќе ја имаме. И денеска ја рекламираме дописата Библиска школа и ќе ви понудиме бесплатно свето писмо. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Татко наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Na zemlji strancem me sada zovu, jer gore imam svoj pravi dom. Na nebo idem, u zemlju novu, ka Otcu vječnom i Bogu
За добриот пастир и неговото стадо. Глава 10. Вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчото трло, а прескокнува од другата страна, крадец е и разбойник. А кој влегува низ вратата, пастир е на овците. Нему вратарот му отвора и овците го слушаат гласот негов, и тој ги вика своите овци по име и ги изведува. И кога ќе ги изведе овците своји, оди пред нив, и овците одат по него, бидејќи му го познаваат гласот негов. А потуѓ човек не одат, туку бегаат од него, оти гласот на туѓиот не го познаваат. Оваа парабола им ја каже Исус, но тие не разбраа што сакаше да им каже со неа. Тогаш Исус пак им рече: Вистина, вистина ви велам, јас сум вратата на овците. Сите, колку што дојдоа пред мене, кратци се и разбойници, но овците не ги послушаа. Јас сум вратата, кој ќе влезе преку мене ќе се спаси, и ќе влезе и ќе излезе, и пасиште ќе најде. Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот вечен и да имаат изобилие. Јас сум добриот пастир. Добриот пастир си ја полага душата своја за овците, а наемникот, кој не е пастир и кому овците не се негови, видели волк да иде, ги остава овците и бега, и волкот ги разграбува и ги распрснува овците. Наемникот бега, зашто е наемник и не се грижи за овците. Јас сум добриот пастир и ги знам моите, и моите ме знаат мене. Како мене што ме познава Отецот, така и јас го познавам Отецот и душата своја ја полагам за овците своји. И други овци имам, што не се од ова трло, и нив треба да ги приберам. И ќе го чујат гласот мој и ќе биде едно стадо и еден пастир. Затоа ме љуби Отецот, зашто јас душата своја си ја полагам за да ја примам пак. Никој не ми ја отима, туку јас сам од себе ја давам. Имам власт да ја дадам и власт имам пак да ја примам. Оваа заповед ја примив од својот Отец. И пак настана расправија меѓу јудејците заради овие зборови. Мнозина од нив велеа: бес има и не е при себе. Зошто го слушате? Други велеа: ова не се зборови на луд човек. Може ли луд човек на слеп да му отвори очи? А беше тогаш во Ерусалим празникот обновение и беше зима. И одеше Исус во храмот под ремот Соломонов. А јудејците го обколија и му рекоа: до кога ќе ги мачиш нашите души? Ако си ти Христос, кажи ни отворено. Исус им одговори: Ви реков и не верувате. Делата што ги вршам јас во името на мојот Отец, тие сведочат за мене. Но вие не верувате оти не сте од моите овци, како што ви реков. Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам, и тие одат по мене. И јас ќе им дадам живот вечен, и никогаш нема да загинат и никој не ќе ги отме од раката моја. Мојот Отец, што ми ги даде, е поголем од сите, и никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец. Јас и Отецот едно сме. А јудејците пак зедоа камења да го убијат. Исус им одговори: многу добри дела ви јавив од мојот Отец. За кој од тие дела фрлате камења на мене? Му одговорија јудејците велејќи: за добро дело камења не фрламе на тебе, туку за хулење оти ти бидејќи човек се правиш Бог. Исус им одговори: Не е ли напишано во вашиот закон: јас реков, богови сте? Ако он ги нарече богови оние кон кои беше упатено Словото Божјо и не можеше да се урне писмото, и на оној ли, кого го освети Отецот и го прати во светот, вие велите, хулиш на Бога, дека реков, јас сум Син Божји. Ако не ги вршам делата на мојот Отец, не верувајте ми. А ако пак ги вршам, макар што мене не ми верувате, на делата мои поверувајте, за да разберете и поверувате дека Отецот е во мене
и јас сум во него. Сакаа пак да го фатат, но он им се истргна од рацете нивни и пак отиде отаде Јордан на она место каде што Јован крштаваше и остана таму. Мнозина дојдоа при него и говореа: Јован не направи ни едно чудо, но се што рече Јован за него беше вистина. И мнозина таму поверуваа во него. Никој на светот не те љуби толку како што те љуби Бог. Размисли ти, сега си млад, слушај го гласот Божи. Никој на светот не ќе те сака како што те сака Бог. Во овој час штом чуеш глас, не чекај срце, дај му. Никој на светот не те љуби толку како што те љуби Бог. Небото е широко, ко нежната Божја љубов. Високи се горите, но Бог љуби повеќе. Љубов, безкраен е космосот, баш како што љуби Бог. Сега си млад, размисли ти, слушај го гласот Божи. Никој на светот не те љуби толку како што те љуби Бог. Бам, барарарам, бам, барарарам, бам. Bam bam bararam bam bararam bararam. Во овој час штом чуеш глас, не чекај срце, дај му. Никој на светот не те љуби толку како што те љуби Бог. Ја бараш ли вистината? Вистината е во Христа. Смислата на животот ја дава од само Тој. Побараш ли и патот прав, Тој води сал кон Христа. И само Исус Христос е вистина, живот и пат. Размисли ти, сега си млад, слушај го гласот Божи. Никој на светот не те љуби толку како што те љуби Бог. Во овој час штом чуеш глас, не чекај срце, дај му. Никој на светот не те љуби толку како што те љуби Бог. Како што те љуби Бог, како што те љуби Бог. Сигурност на патот на Отецот. Принципите на Божјото постапување и однесување кон нас луѓето се дадени во Библијата која е откровение на неговата волја. Но би било несериозно да се бара Божји одговор на некое наше прашање, отварајќи ја Библијата со затворени очи и насочувајќи прст во кој да е текст. Бог, почитувани пријатели, не очекува од ниедно човечко суштество да верува во среќа или случајност. Почитувањето на Божјата волја и на принципите што се јасно одредени во Библијата представува единствен вистински пат по кој Бог сака да одиме. Па сепак, често во нас се вовлекуваат по некои суеверни сваќања и ја разоруваат кајнината на нашата вера. Примерот на првиот израелски цар Саул покажува дека тој бил сигурен на својот престол, се додека ги почитувал божествените принципи на владењето. Од излегувањето на стариот Израел од Египет
до прогласувањето на нивниот прв цар поминале повеќе од 3 века. За сето тоа време, Бог бил единствен нивни управител преку своите вдахновени посредници како што биле Моисеј, Исус Навин и судиите. Тие управувале во Божје име и според неговите закони, но без право да издаваат собствени закони. Последен судија бил Самуил. Кога тој остарел, народот му рекол: "Ете ти остаре, а синовите твои не одат по патиштата твои. Затоа постави ни цар кој ќе ни суди како што е кај другите народи." 1 Самуилова 8:5. Уште за време на Мојсеја, Бог предвидел дека народот ќе бара да има цар. Согласувајќи се со оваа желба, Бог дозволил да се измени обликот на управувањето, но не ги изменил своите принципи. Неговиот закон требало и понатамо да биде почитуван како највисок закон, а самиот тој како врховен управител. Затоа Бог рекол: "Ако речеш ќе си поставам кнез како другите соседни народи, постави си кнез, кога Господ твојот Бог ќе го избере." 5 Мојсеева 17:14-15. За царот да може да управува во Божје име, морал да се запознае со Божјата волја и со законот, како и судиите пред него. Зато на Мојсија му го дал својот закон и откровението, вели Исаја 8:20 во пишана форма. Новиот цар морал да има свој личен препис на светите списи. Само Бог заповедал, а кога ќе седне со власт на престолот, нека си направи препис на овој закон од книгата што се наоѓа кај свештениците левити. И нека ги држи кај себе и нека го чита во сите денови на неговиот живот, за да се научи да се бои од Господа, својот Бог, и да ги пази и да ги исполнува сите овие заповеди и наредби, за да не се возгордее срцето негово пред неговите браќа и да не отстапува од законите ни десно ни лево, за да остане на власт многу години тој и синовите негови. Царот не смел, почитувани пријатели, да владее според угледот на незнабожечките цареви, туку според начелата на Божите закони. Ние не знаеме кои делови на Божите закони тој морал да ги препишува со своја рака, но знаеме дека тоа бил законот Господов. Бил должен постојано да го носи со себе и да го чита секој ден. Неговата сигурност и сигурноста на неговото семејство зависело од неговата послушност на Божите закони. Царот Давид го имал тоа на ум кога рекол: "Рече Бог Израелов, карпата Израелова ми говори, оној што господари со луѓето нека биде праведен, да господари со страхопочит кон Бога. И како што изутрина на разденување при изгресовинце на безоблачно небо од грењето на дождот израснува од земјата трева. Кога израелците прв пат побарале над нив да владее цар, Бог му рекол на дотогашниот управител и судија Самуил: "Послушај го гласот на народо за се што ти говорат, зашто тие не те отфрлија тебе, туку мене ме отфрлија, за да не царовам над нив." 1 Самуилова 8:7. Бог му дозволил на својот народ да си избере владетел, но не затоа што тоа бил најдобар облик на владење, ниту затоа што тоа му било нему по волја. Бидејќи одбиле тој да ги води, Бог само им дозволил да го остварат своето барање. Самуил му ги открил на народот сите лоши последици на нивната одлука, но тие останале упорни во својата горделивост. Не, нека има цар над нас и ние ќе бидеме како другите народи. 1 Самуилова 8:19-20. За Божјиот став кон оние што барале цар, пророкот Осија рекол: "Јас ти дадов цар во својот гнев, но ти го одзедов во јароста своја." Осија 13:11. Израелците не го сватиле предимството што го имале, додека само Бог бил нивни владетел. Биле желни да ги следат околните народи, но иако Бог се согласил да изберат владетел, си го задржал правото тој да го одреди него. Изборот паднал на Саула, синот на Кис, од племето Вењаминово.
Саул почнал да владее придржувајќи се кон Самуиловите совети, што биле вдахновени со божествените начела. Меѓутоа, тој лично никогаш не ги прифатил како своји животни правила, па сепак се додека бил послушен. Бог бил со него и успесите не изостанувале. За жал, тоа не траело долго. Саул почнал себе си да си ги припишува заслугите за своите победи. Во еден решителен миг покажал трагична непромисленост и се спротиставил на една Божја заповед. Тоа било пресудно. И Самуил му рече на Саула: лошо си постапил што не си ја исполнил заповедта на Господа твојот Бог, која ти беше дадена, зашто денес Господ сакаше да го зацврсти царувањето твое над Израелот за секогаш. А сега твоето царување не ќе може да обстане. Господ ќе си најде маж според срцето свое и ќе му нареди да биде водаш на народот негов. Зашто ти не го исполни она што ти беше заповедал Господ. 1 Самуилова 13:13-14. Кога стапил на престолот, Саул имал скромно мислење за своите способности. Бил мил во неговите очи. Зар не беше ти мал пред него? 1 Самуилова 15:17. И готов да ја послуша речта Господова. Знаел дека единствената негова сигурност лежи во послушноста на Божјата реч. Наспроти јасните Самуилови упатства, тој сгрешил, иако знаел за Божите принципи на управувањето. Не треба да правите се онака секој како што му се чини дека е добро, вели Мојсей. Сега морал да ги слушне зборовите на пророкот, поради тоа што го отврли зборот на Господа. Затоа он те отврли за да не бидеш цар над Израелот. 1 Самуилова 15:23. Драги пријатели, кога Саул секој ден би ја читал книгата на законот, не би живеел според своето мислење, туку според Божите заповеди. Гледајќи на околностите, заборавил на Божите начела на правдата. Неговиот далечен именјак, апостол Павле, сметајќи ја Божјата волја како совршен принцип за своето однесување, рекол: и не управувајте се според овој век, туку преобразете се преку вашиот обновен ум, за да можете да познавате која е добрата, угодна и совршена волја Божја. И вас во вашиот живот нека ве водат Божите закони. Novo utro, nova svetlina, otvora nova stranica, Psalm 62, reč tvoja najmila, nešto ubavo se slučuva, duša moja stopluva, ljubov tvoja čudesna, Biblija i ti ja. Dušo moja mirote, samo vo Boga spasenije, to je moja zaštita, tvrdina i uteha, dovoljni se stih i utva i nešto novo se slučuva, duša moja stopluva, Biblija i ti ja. Dovoljni se stih i utva i nešto novo se slučuva, duša moja stopluva, Biblija i ti ja.
Почитувани гледачи, полека се ближиме кон крајот на нашата денешна емисија Извор на надеж. Би сакал и денеска да ви ја понудам бесплатно дописната библиска школа. Таа е бесплатна, секако онлайн ќе можете да ја проучувате Библијата, само ако отидете на интернет и напишете Библијата зборува.мк и ова реченица ќе ве поврзи со ова дописна библиска школа, која е бесплатно и на крај добивате една убава диплома. Одеме сега да погледнеме и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна емисија Извор на надеж. Би сакал денеска да ви го понудам Новиот Завет на македонски јазик. Интересен превод, еден од најдобрите преводи, значи од Библиското здружение, Нови Завет, скоро джепно издање, може да го носите во вашата ташна, да може да го понесете таму кај што ќе се движите, во парк, во автобус, во градски автобус се возите, слободно земете го ова книже или ова книга, Новиот Завет, пишете ни на нашата адрес, а ние ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ја донесат на вашата домашна адреса. Еве сосема на крај, би сакал да ви се заблагодарам за вашето внимание, што бевте со нас. Споделите ова емисија на ваши пријатели, може да ја најдете, значи, на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Тука ја затварам емисијата, но сакам да ви посакам вам убав ден, благословени денови, па да се видиме повторно во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.